Инклузијата на децата со попреченост не ја успеа на поранешната министерка Мила Царовска, иако цел нејзин мандат го ветуваше тоа, а дека и понатаму постојат стереотипи и предрасуди во нашето општество, алармираше и нејзиниот наследник Јетон Шакири по случајот со Ембла Адеми, ученичко со Даунов синдром. Сведоштвото на нејзините родители предизвика бура од реакции кај македонската јавност, откако во основното училиште Башкими во Гостивар со учениците ја бойкотирале наставата само затоа што Ембла била поразлична од нив. Петицијата на родители против дете со Даунов синдром е најновиот пораст на нашето општество, кога станува збор за односот кон најранливите меѓу нас, остро реагираат од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Вкоренетите предрасуди повторно преовладаа над основните принципи на солидарност и емпатија. Раководството на образовната установа во Гостивар со своите дејствија се приклучило кон дискриминаторите, наместо да се стави во заштита на едно дете, за чија инклузија има не само морална, туку и законска обврска. Оттаму бараат итно да биде разрешен директорот кој дозволил ваков дискриминаторски третман кон малата Ембла, а инспекторите да извршат увид во училиштето. Од Државниот просветен инспекторат само кратко информираа дека следната недела инспекторите ќе извршат увид, пошто деталите ќе бидат соопштени јавно. Министерот само посака вакви ситуации да не се повторувале. Победа на општеството и на вистинските човечки вредности. Посакувам вакви ситуации да не се повторуваат, затоа мораме да продолжиме да даваме придонес кон подигнувањето на свеста за децата со попреченост. Тие не се поразлични од другите, заслужуваат еднаков пристап до квалитетно образование како и сите други. Тоа е основно право и должни сме да го возможиме. Реагираа родителите преку групата Учебници и настава мора да има. Мила Царовска, евеа твојата инклузија. Наместо прифатени и почитувани, овие немојкни деца со посебни потреби се дискриминирани повеќе од било кога. Ајде, делувај сега. Ке замижеш по сите лузни што ги остави во образованието и ке живееш со твојата апанажа. На 1 февруари Ембла Адеми беше сама во училницата, бидејќи незините соученици ја бойкотираа наставата. Она што дополнително предизвика револт е изјавата на директорот на училиштето Зијадин Нуредини, кој наместо да го реши проблемот, предложи таа да циркулира и да ротира во 3 паралелки во текот на наставниот процес.